Ако треба да немам коса цел живот, па и нека немам коса, кешки само тоа нека ми биде проблем со кој што треба да се борам. Катерина Андова од Неготино веќе 20 години се бори со алопеција, автоимуно заболување кое предизвикува губење на влакната, особено оние на главата. Првите прамени коса почнале да и паѓаат на 14 години. На 18 веќе имав само 2 прамени коси на главата. Тогаш више морав да ставам и марама, заради тоа што не сакав перики да носам. Ги поминала сите доктори и прегледи, се обидела и со алтернативна медицина. Косата некогаш растела, па повторно паѓала. Ниеден доктор не најде ништо, сите кажаа дека сум здравствено одлична и дека не знаат што да ми дадат како терапија за мене косата да ми порасне. Се трудела да не мисли на проблемот и немала со кого да го сподели, освен со семејството, па ја потиснувала маката во себе. На факултет, кога косата почна да ми расте, кога коцките почнаа да се редат, значи јас тогаш се соочив заради тоа стегање и прикривање у периодот кога јас сум требала да имам емоции и да викам ако треба, да цркам или да споделувам моите состојби и моите чувства во моментот, јас сум ги собирала, почнаа да излеват надвор преку панични напади. Имаше период кога мојот син почна да зборува. Ја како ќе ставам марамата и он, мамо, зошто ставаш? Не ја ставај, мене си ми убава вака, мало дете искрено. Пролетва зборовите од 3-годишниот син и примерот на новинарката Цеце Николова, која реши да ја симне периката и биле потти конечно и таа да ја симне марамата. И си реков, па кога она можам и јас, зошто уште да живеам во стеги, да живеам под притисок, дека јас нешто кријам. Реков, сега е моментот, значи ја тргам, вадам, па што биде, нека биде сега. Секој чудо за 3 дена. После сето тоа што го поминав, па вадењето на марамата ми беше некоја мачки на кашлица. Искрено. Добро ја памети првата прошетка низ Неготино без марамата, која претходно и била штит од љубопитни погледи и незгодни прашања. Бев главна звезда. Значи, немаше човек што не се заврти. У мало место живееме и не може да го сокрие тоа, едноставно да се интересират за туѓиот живот и за тоа на некој што му се случува. Ама некако пробав баш тој ден да бидам најнасмеана и најништо да не дозволам да допре до мене. 6 месеци подоцна не е како што беше дефинитивно. Значи луѓето се више навикнати на тоа што го гледат, ама се уште ги има тие погледи и тие прашалници у нивните погледи деме зошто е вака и што е проблемот. Дефинитивно мислам дека и никогаш ние нема да биме спремни за поразлични од нас. Никогаш, такви сме, такво ни е општеството, у таква средина живееме. Сега на нас е дали ние ќе одлучиме да си биеме своји и да биеме среќни или ќе се маскираме едноставно за да ги задоволиме погледите на другите. Мене ми е па и ептен отворено да една жена да има храброст и самодоверба, отворено да се покаже самата себе си. Да не биде она да бидеш скриен, нели? Научниците досега не нашле целосно ефикасен лек за алопеција, но вадењето на марамата за Кате не значи дека алопецијата победила. Тоа што извадив марамата не значи дека се предадив, туку едноставно си дадов издишка да се одморам од барање лекови, од барање начини јас да потикнем косата да расте. Значи да се ослободам од притисокот што го чувствував носејќи марамата. Ако Цеце била инспирација за Кате, таа сега се надева дека ќе биде инспирација за некој друг да се прифати себе си таков каков што е. Ако барем еден се одлучи да изваде марама или перика што има алопеција, ја мислам дека сум си ја постигнала целта. Алопецијата и ги зема косата, вегите и трепките, но вели и дава сигурност во себе и сила да верува дека може да оствари се што ќе замисли. Ја мислам дека најтешките борби секогаш се паѓаат на најсилните војници. Ако ми порасне косата, одлично, супер, а ако не ми порасне, па одлично, супер. Јас сум си таа Кати и таа ќе си остана.